Се заколнувам дека ќе се борам со сите своји сили за слободата на Македонија. И дека ќе го дадам и својот живот ако треба во борбата за целите на организацијата. Нека бидам убиен од овој револвер и оваа кама што ги целивам, ако ја прекршам светата заклетва. Нека бидам убиен од овој револвер и оваа кама што ги целивам, ако ја прекршам светата заклетва. Слобода или смрт? Слобода или смрт? Македонската емиграција по Првата светска војна во новосоздадените општествено-политички и економски услови во Бугарија продолжила и натаму да игра значајна политичка улога во национално-ослободителната борба на македонскиот народ. Наоѓајќи се во состојба на присилна одвоеност од својата татковина, македонската емиграција и во новите тешки услови во Бугарија ги пројавувала своите национални и револуционерни стремежи. Таа не го признавала распарчувањето на Македонија меѓу соседните држави и покажувала силна желба за постигнување на нејзина државно-политичка независност. Главни револуционерни македонски организации кои нелегално действувале во границите на Бугарија биле ВМРО Автономистичка на Тодор Александров, Македонска федеративна револуционерна организација, ВМРО Михајловистичка, ВМРО Протогеровистичка и Македонската младинска тајна револуционерна организација. Старите членови на Централниот комитет на внатрешната Македоно-Одринска револуционерна организација Тодор Александров, Александар Протогеров и Петар Чаулев го најавиле постоењето на организацијата под ново име – Внатрешна македонска револуционерна организација, ВМРО, најавувајќи го притоа револуционерниот метод на дејство како единствено средство за борба против новите поробувачи на Македонија. Активноста на раководството на ВМРО особено ќе се манифестира со барањата за ослободување на Македонија и создавање на посебна македонска држава, а особено преку вооружените акции во Вардарскиот дел на Македонија, со што постојано ги вознемирувал балканските влади и европските дипломатски кругови, представувајќи истовремено најголема опасност за мирот на Балканот. Во својот прв мемоар, испратен до председателот на Париската мировна конференција од 1 март 1919, ВМРО им дала на знаење на европските сили победнички во војната дека за да има мир и спокојство на Балканот, потребно е Македонија да се зачува неподелена и во никој случај да не се остави под власта на Србија и Грција, најавувајќи го своето револуционерно действување со заканата дека нема да има мир на Балканот доколку не бидат прифатени нејзините барања. Обновувајќи ја комитската активност, Централниот комитет на Внатрешно-македонско револуционерната организација на 11 јули 1920 година изработил посебна директива за дејноста на организацијата во Вардарска Македонија, која што тргнала од следната цел. Целта на организацијата останува иста – извојување на слобода под форма на автономија или независност на Македонија во своите етнографски и економски граници.
Само неколку дена по пристигнувањето во Вардарскиот дел на Македонија, Тодор Александров на 28 јуни 1920 упатил окружно писмо до членовите на ВМРО во Македонија и до нејзините истомисленици зад границата, во кое истакнал: борбата за ослободување на Македонија ќе продолжи додека се извојува автономна управа на трите делови на областа, сега разделена меѓу Србија, Грција и Бугарија. Таа цела, обединета, независна или автономна Македонија може да биде ставена под покровителство на Советот на Друштвото на народите или на една од големите сили, негови членови, или дури може да влезе во Југословенската држава, како рамноправен член во Федерацијата, ако србите го прифатат федеративното управување во новата држава. Во мемоарот на Централниот комитет на ВМРО, до Друштвото на народите и до председателите на владите на големите сили од октомври 1922 година, Тодор Александров од името на населението на Македонија барал: создавање на една независна Македонија, ставена под заштита на Друштвото на народите или на некоја ополномоштена од него сила, со цел да се задоволи неговото оправдано барање, за да се воспостави мирот и правото и во нашата несреќна татковина и да се спречи пролевањето на крв, што е неизбежно, како во Македонија, така и на Балканскиот полуостров. Во започнатите преговори со представниците на Советскиот сојуз и со Коминтерната од средината на 1923 година, Тодор Александров, со цел да ги изложи основните начела на ВМРО во понатамошните средби, во декември 1923 година изготвил проект за спогодба помеѓу ВМРО и Руската Советска република. Промовирајќи ја ВМРО како организација која што ги представува македонците кои се борат за национално самоопределување, политичка слобода, самоуправување и можна најголема социјална правда, Тодор Александров во проектот меѓу другото се обврзал: ВМРО се задолжува да работи заедно со другите револуционерни организации на Балканот за федерирање на балканските држави во нивните етнички граници. Од почетокот на 1924 година па до убиството на Тодор Александров на крајот на август истата година, мощне присутни се неговите залагања за обединета, самостојна и независна Македонија. Во манифест до македонскиот народ, до организираното револуционерно население во Македонија и до македонските револуционери, донесен на 6 мај 1924 година, Централниот комитет на ВМРО изјавил дека таа се бори и ќе се бори со сите средства на револуционерната борба за ослободување и обединување на распарчените делови на Македонија во една целосно независна и самостојна политичка единица во нејзините природни, географски и етнографски граници, за демократизирање на соседните на Македонија балкански држави и нивно сојузување во една Балканска федерација, која единствено може да го гарантира политичкото постоење на независна Македонија и независноста на другите балкански народи. Во последниот дипломатски настап пред светската политичка јавност, Тодор Александров во меморандумот на Централниот комитет на ВМРО до Друштвото на народите и до владите на сите држави од август 1924 година ги уверувал големите сили дека ВМРО ќе биде првата која што ќе го поздрави пресвртот во внатрешната политика на Југославија во однос на Македонија. Ќе биде среќна да соработува како легална партија за заздравувањето и развитокот на една федерална југословенска држава, во која Македонија ќе се вклучи како верен член. А што се однесува до методите за остварување на крајната цел за ослободување на Македонија и создавање на посебна држава, тие главно биле вооружена борба со комитски чети и акции и легална борба со политички средства, слободни избори и право на создавање на македонски политички партии.
Средствата и методите што почнала да ги применува автономистичката ВМРО на Тодор Александров наишле на отворени несогласувања и отпори од страна на одделни револуционерни сили во редовите на македонската емиграција. Спротивностите и идејните превирања во самата организација нараснале со подпишувањето на Тиранскиот протокол на 1 декември 1921 во Тирана од страна на членот на Централниот комитет на ВМРО Александар Протогеров со раководството на Македонската емигрантска федеративна организација на чело со доктор Филип Атанасов. Протоколот бил подпишан со желба за обединување на македонските револуционерни сили и започнување на заедничка револуционерна дејност во Македонија, со основање база во Албанија за Западна Македонија, а со цел дејствување на ВМРО за независност на целосна Македонија. Со начинот на раководењето на организацијата не биле согласни неколку војводи, блиски на Тодор Александров, кои биле познати и по своите анархични и ограбувачки акции веднаш по Првата светска војна во Вардарскиот дел на Македонија. Тие дејствувале како прикриена опозиција и се застапувале за свикување конгрес на кој би се донела нова програма и би се избрало ново раководство на организацијата. Конфликтот меѓу овие две струи во организацијата кулминирал во октомври 1921, кога со убиството на војводата Дончо Ангелов од страна на приврзаниците на Тодор Александров се отцепила една поголема група комити на чело со војводите Славе Иванов, Стојан Мишев и Глигор Цикле. Во борбата против Тодор Александров тие се приближиле до членовите на раководството на Македонската емигрантска федеративна организација доктор Филип Атанасов, архитект Никола Јуруков и Крум Зографов. Во 1922 година тие формирале нова организација. Македонска федеративна револуционерна организација. Тие исто така формирале Централен комитет и задгранично представништво. Раководството на МФРО во декември 1922 година излегло со проект Устав и со повик до македонското население, во кое објавиле: извојување на слободна и независна Македонија како рамноправна членка на Балканската федерација преку оружена и смела борба. Раководството на Македонската федеративна револуционерна организација тесно соработувало со земјоделската влада на Александар Стамболиски, а во недостиг на материјални средства стапило во контакт со дипломатските представници на Кралството на СХС во Софија. При тоа бил постигнат договор за давање средства на МФРО за водење борба против автономистичката ВМРО, дозволување премин на федералистички чети на територијата на Кралството на СХС, продолжување на борбата против ВМРО и за давање амнестија за сторените дела за време на Првата светска војна. Борбата меѓу приврзаниците на МФРО и автономистичката ВМРО во текот на 1922 година се пренела на територијата на Вардарска Македонија. Во средината на јуни 1922 бројот на комитите припадници на федералистичките чети што преминале во Вардарска Македонија изнесувал 160 луѓе. Во мај 1922 година четите на МФРО се зацврстиле во Неврокоп и во Ќустендил, претворувајќи ги во најголеми центри на федералистичкото движење во Бугарија и најголеми упоришта против политиката на автономистичката ВМРО. Во октомври 1922 година автономистичките чети на ВМРО го нападнале Неврокоп и ги протерале федералистичките чети на чело со Тодор Паница. Во декември истата година, четите и милицијата на автономистичка ВМРО, предводени од војводите Панчо Михајлов и Иван Прло, го окупирале Ќустендил и ги протерале федералистите и од овој град. Приврзаниците на автономистичката ВМРО, како побројна и воено поорганизирана сила, во текот на 1923 година успеале да го ликвидираат поголемиот дел од раководството на МФРО.
Во пролетта 1923 војводите Стојан Мишев и Глигор Циклев преминале во Вардарскиот дел на Македонија и се ставиле на располагање на државните власти на кралството на СХС во борбата против автономистичките чети на ВМРО и во тероризирањето на македонското население. По убиството на Тодор Александров настанала криза во редовите на организацијата. Покрај уставно избраните членови на организацијата, на Централниот комитет на внатрешно македонско револуционерната организација Александар Протогеров и Петар Чаулев, во организационите работи директно се вклучил и Иван Михајлов, кој се прогласил за наследник на Тодор Александров и нов вожд на организацијата. Запознавајќи ги македонската емиграција во Бугарија и европската општествена јавност со основните насоки на дејствувањето на ВМРО по смртта на Тодор Александров, Иван Михајлов уште во октомври 1924 година ги изложил основните програмски цели на организацијата. Единствена и независна цела Македонија со седиште во Солун. Крајното разрешување на македонското прашање тој го гледал во создавање на самостојна македонска држава, а би се задоволил и со привремено разрешување со автономија на поголемиот дел од Македонија. На 6-тиот конгрес на ВМРО, одржан во средината на февруари 1925, бил избран нов Централен комитет на организацијата во состав Иван Михајлов, Александар Протогеров и Георги Попхристов. Конгресот ги потврдил дотогашниот устав и правилник на организацијата, според кој целта на ВМРО и натаму останала иста – борба за обединување на поделена Македонија во нејзините географски граници и извојување на политичка автономија. Според правилникот на ВМРО, организацијата ја раководел Централниот комитет, составен од 3 нелегални членови, рамноправни и еднакво одговорни. По 6-тиот конгрес на ВМРО, Централниот комитет и натаму останал врховен организатор и главен управен орган во раководењето со општата дејност на организацијата во трите делови на Македонија – Пиринскиот, Вардарскиот и Егејскиот. Второ највисоко тело на ВМРО било задграничното представништво. Според правилникот на ВМРО, членовите на задграничното представништво се назначувале од Централниот комитет за извршување на задгранична работа на организацијата, односно да го издигнат престижот на организацијата пред надворешниот свет. За членови на задграничното представништво биле преизбрани Георги Баждаров, Кирил Прличев и Наум Томалевски. На 9 март 1925 новиот состав на Централниот комитет на ВМРО пред општествената јавност во Бугарија и македонската емиграција во оваа земја излегол со декларација во која ги изнел целите, средствата и методите на идното дејствување на организацијата. Во декларацијата, новиот Централен комитет ја истакнал крајната цел на ВМРО, согласно донесените резолуции на Конгресот: извојување целосна политичка автономија на Македонија во нејзините природни географски граници. Како максимално барање во декларацијата се сакало создавање на независна македонска држава под покровителство на Друштвото на народите. На 21 јуни 1928 Михајловистичката ВМРО го одржала 7-миот конгрес на организацијата. Во новиот Централен комитет на ВМРО покрај Иван Михајлов биле избрани и Иван Караджов и Страхил Развигоров. На конгресот, новото раководство на Централниот комитет донело посебна резолуција за остварување на принципот на севкупноста и автономијата на Македонија. Михајловистичката ВМРО го претворила Пиринскиот дел на Македонија во основна база на организацијата, односно во главен воен, регрутен и материјално-финансиски извор на организацијата. Основните цели што требало да ги има овој дел на Македонија, според Иван Михајлов, биле да служи за воена база за префрлување на вооружените чети на организацијата преку границата и да представува основен извор за материјални средства потребни за револуционерната борба за поробена Македонија.
Во остварувањето на идејата за независна Македонија, раководството на Михаеловистичката ВМРО, Пиринскиот дел на Македонија го гледала како основно јадро за обединување со другите делови на Македонија. Во документите на оваа организација, особено од 1933, Пиринскиот дел на Македонија се именувал како Пиемонт на идната обединета Македонија. Во април 1932 бил одржан 8-миот, последен конгрес на Михаеловистичката ВМРО. За членови на новиот Централен комитет биле избрани Иван Михајлов, Владимир Куртев и Георги Настев. Конгресот донел резолуција во која била потврдена целта на организацијата во борбата за автономија или самостојност на Македонија. Од 12 до 14 февруари 1933 раководството на Михаеловистичката ВМРО организирала голем македонски собир во Горна Џумаја. На собирот била донесена декларација во која било истакнато барањето за оспособување на Македонија во одделна самостојна политичка единица во своите природни и географски граници. Со воениот преврат на 19 мај 1934 година, действувањето на Михаеловистичката внатрешна македонско револуционерна организација било забрането во границите на Бугарија. По превратот, Михаеловистичката внатрешно македонско револуционерна организација престанала формално да действува, изгубувајќи улогата на значаен фактор во внатрешната политика на Бугарија. Во јуни 1928 година, по убиството на членот на Централниот комитет на ВМРО Александар Протогеров, ВМРО се поделила на две струи – Михаеловистичка и Протогеровистичка ВМРО. На страната на Протогеровистичката струја, покрај членот на Централниот комитет на ВМРО Георги Попхристов и резервниот член Петар Шанданов, членовите на задграничното представништво Георги Баждаров, Кирил Прличев, Наум Томалевски и нејзиниот резервен член Ангел Узунов застанале и истакнати постари дејци на ВМРО, војводи, новинари и публицисти. Во средината на македонската емиграција во Бугарија, Протогеровистичката ВМРО единствено имала влијание кај Охридското, Битолското, Крушевското и Струмичкото братство, а во градовите само во Варна македонската емиграција била на нејзина страна. Протогеровистичката ВМРО продолжила да го поддржува традиционалниот начин на действување преку четништво, не прифаќајќи ја новата тактика на Иван Михајлов преку атентати. Немајќи поддршка кај македонската емиграција во Бугарија, таа немала ниту сили, ниту средства да организира поголеми чети, не само во Вардарскиот, туку и во Пиринскиот дел на Македонија, ограничувајќи се само на своите приврзаници околу раководството во Софија, каде била незината основна база. Во 1933 Протогеровистичката ВМРО во Софија располагала со над 40 групи со околу 150 души терористи. Во периодот од убиството на Александар Протогеров до распуштањето на организацијата во 1934 Михаеловистичката ВМРО и нанела голем удар на кадровската база на протогеровистите, ликвидирајќи ги нивните наистакнати представници. Во август 1931 Протогеровистичката ВМРО го одржала својот прв и единствен конгрес, на кој за членови на Централниот комитет биле избрани Петар Шанданов, Петар Трајков и Крстан Поптодоров. Во борбата за извојување слободна македонска држава, Протогеровистичката ВМРО останала приврзаник на традиционалната цел и уставната определба на организацијата за извојување автономна Македонија. Наскоро, паролата за автономна Македонија прераснала во рамките на Балканската федерација со основна цел ослободување на Македонија. Немањето на неопходни финансиски средства ја приморале Протогеровистичката внатрешно македонска револуционерна организација да бара нови, надворешни сојузници, пред се кај југословенските власти,
кои биле заинтересирани да ја ослабат Михајловистичката внатрешна македонско револуционерна организација и затоа ја прифатиле како единствена можност и сила што можела успешно да му се спротистави на Иван Михајлов. Тргнувајќи од новата стратегија за пошироко опфаќање на интелигенцијата во градовите во Вардарска Македонија, а заради нејзино одржување и воспитување во револуционерен дух, Централниот комитет на ВМРО веднаш по 6-тиот конгрес во 1925 година пристапил кон формирање на младински и студентски организации, така наречени Македонска младинска тајна револуционерна организација. Вакви организации биле формирани во поголемите градови, а нивна главна улога била организирање на пропагандната и информативно-разузнавачката служба за потребите на ВМРО и дејствување во одбрана на асимилаторските стремежи на великосрпскиот државен режим. Мрежата на Македонската младинска тајна револуционерна организација во Вардарскиот дел на Македонија, Централниот комитет на ВМРО ја организирал на 4 централни петорки во Скопје, Битола, Охрид и Штип. Во овие градови се формирале окружни петорки, составени од 5 члена, начело со раководител Петар. За реализирање на целите на оваа организација, Централниот комитет на ВМРО изработил и посебна инструкција за разузнавање на Македонската младинска тајна револуционерна организација. Според инструкцијата, секој член требало да биде разузнавач и да ги извршува наредбите што му се давале за разузнавање од неговиот Петар. Освен 4 главни петорки во Скопје, Битола, Охрид и Штип, во Вардарскиот дел на Македонија биле создадени 40 петорки со околу 190 организациони члена, а вкупниот број на членовите на Македонската младинска тајна револуционерна организација изнесувал околу 600 души. Во почетокот на јуни 1927 година, соопштењето на раководството на Македонската младинска тајна револуционерна организација било прекинато функционирањето на овие младински организации, со што бил ставен и крајот на нивното действување на Вардарскиот дел на Македонија.